Продолжуваме понатаму со актуелностите од светот. Редовно за ова не брифира во отворено студио Дејан Андоновиќ, тој е со мене во студиото. Дејан, добар ден. Добар ден. За нас, па и за целиот свет, за цела Европа, колку што знам, една од главните вести е убиството на бугарската новинарка, инаку трето поред убиство на новинар во Европската унија, по она во Малта и Словачка. Што е најново? Па последно е дека е уапсен второ сомничен за убиството на бугарската новинарка, уапсен е во Германија. Првиот осомничен беше уапсен веднаш по убиството, исилувањето и убиството, беше романски државјанин, но после некое време беше пуштен, иако е осомничен, пуштен од притвор. Сега германската полиција уапси во Германија второ осомничен за убиството. Се уште не се знаат мотивите, се уште има две опции за мотивите за убиството. Едната опција е низината истражувачка, истражувачко новинарство и низината работа. Работела на истражување на злоупотреба на европски фондови. Фондови, да. 2 дена пред убиството тоа го работела со двајца колеги. А другата од мотивите можни е она класично полициско, дека се работи за психопат кој случајно е начекал, ја силувал и така зверски ја убил. Новинарите во Бугарија и во Европа одбиваат да поверуваат дека може нивната колешка да биде жртва на некаков психопат и се сомневаат дека сепак се работи за нешто подлабоко, поголемо, односно дека е тоа атак врз слободата на медиумите и убиство на една новинарка која е сепак човечки живот. Има ли политички реакции во Бугарија во врска? Па има политички реакции, огромни се, дури реакција имаше и генералниот секретар на Обединетите нации Гутереш, кој јавно како да се разбуди, како да се будат тие институции, па апелираат дека новинарите треба да бидат позаштитени, треба да има поголема слобода на медиуми. Па и време, ако вака не малтретираат, како што тргнаа работите, како институциите, да тоа им беше само флоскула. Треба новинарите слободно да работат, но на терен новинарите, барем знаеш Боријан и ти, знаеме и самите, колку проблеми, колку спречување и колку секакви проблеми за објавување, за истражување за било каков тип на сторија, па макар да било е најобично. И изложен ли е Борисов Бојко на политички притисок, политичка криза? Знаеме дека владата во Словачка, например, си поднесе оставка токму поради оној случај на убиството на новинарот. Актуелната влада ќе биде многу под притисок медиумски, бидејќи новинарите, знаеш, сите ние сме можеби ривали со другите телевизии, радија, весници и останати медиуми, но кога се новинарските права, новинарите сепак треба да бидат обединети, бидејќи тоа мене што ќе ми се случи денес може тебе да утре. Добро, го следиме ова, се разбира. Па се уште, се уште нема ништо. Ќе видиме што се случува понатам. Косово е исто интересно. Никако не стигнуваат овие иницијативи, идеи за обединување на Косово со Прешевската долина, размена на територии. Тоа е прилична една конфузија настана. Многу ме потсеќа на почетокот на 2000-те, кога Косово беше нонстоп актуелно во светските медиуми. Значи, ние не разговараме како регионален проблем. Ова доаѓа како светски проблем. Ново е, актуелниот председател Тачи и натаму не се откажува од своите намери за размена на територии со Србија, нешто што неформално до сега е договорено со Александар Вучич, па денеска излезе со нова изјава каде што вели дека сега е вистинско време Косово да се обедини со своите сограѓани од албанска националност од Прешевската долина. Таа изјава веднаш противникот на тој договор Харадинај кој вели дека тоа се небулози, дека тој договор иако го било е мртов и дека не е реален. Но ги подигна тензиите дотаму што шпекулациите последниве 2-3 часа од Приштина доаѓаат дека има толкова криза политичка во Приштина да не се исклучува опцијата Тачи како председател на Косово да се обиде да го смени актуелниот премиер Рамуш Харадинај. Иако како што велат медиумите и добрите познавачи, за тоа нема уставни права, но сепак веројатно нешто ќе се обиде, бидејќи очигледно тој договор Вучич-Тачи е доста... Харадинај баш инсистира на тоа. Харадинај... Тачи инсистира на таа опција. Да, многу ми е интересно што од ден во ден се погласен и погласен... Не само што не се... Па добро, претпоставувам има и некаква поддршка од меѓународните фактори. Тука, како да нема единство меѓу Европската унија, Соединените американски држави и Русија, кои се како важни во на почетокот на разговорот реков ова е светски проблем, веќе не е регионален. Не случајно денеска Associated Press и Bloomberg пишуваат околу Косово. Конкретно Bloomberg денеска излезе, агенцијата Bloomberg американска, дека
поделбата и размената на териториите на Косово и Србија им одговара на Русија и на Соединетите Американски држави, особено на Русија. Со размената на територии, тој модел утре Русија ќе го примени со Грузија, со Украина и со Молдавија. Значи ќе даде еден карт бланш и ќе каже ако можеше во Косово, зашто и ние да не ја поделиме Украина. Од друга страна, американците ќутат, меѓутоа и они си имаат некоја пресметка. Веројатно Европа е најзагрижена, бидејќи знае дека се случува на нејзино тло. Значи, знае дека доколку дојде до промена на територии, ќе биде тоа домино ефект, а и ќе се распаднат оние авнојски, би рекол, граници на републиките од поранешна Југославија. Што не дај Боже отвара простори за Босна и Македонија. Отвара огромен простор за Босна. Особено ако останеме во ова статус кво во кој се наоѓаме сега. За целиот регион, јас мислам дека дури може да дојде, нели, еве ова Associated Press денеска пишува дека зголемено руско влијание не е само регионот, туку и Европа. На удар особено се Виена, односно Австрија, Унгарија и Романија. Така да меѓународните големите меѓународни медиуми чим пишуваат за овој проблем, веројатно нешто се крчкат големо. Се крчка и тоа како. Дејан, ти благодарам за овој краток брифинг за актуелностите на меѓународната политичка сцена. Сега продолжуваме понатаму со случувањата во аеродром. Колегата Баневски е вратен од теренот и како што најавивме пред малку, ќе го вклучиме во живо и инвеститорот кој треба да гради во аеродром, но за се во ова по кусата пауза. Останете со нас.